Четврта причина за смртност кај младата популација е самоубиството. Менталното здравје за кое многу малку се води грижа ги наметнува предизвиците и проблемите кај младите. Истото повлекува се поголем број млади со клинички слики на депресии, анксиозност, вознемиреност, насилство. Затоа е многу важно најнапред да се гради и тој бонд, значи таа атмосфера на меѓусебна доверба и на соработка помеѓу родителите и децата за истите да бидат храбри во кажувањето на своите состојби, во откривањето на своите чувства, предизвиците со кои се соочуваат во секојдневниот живот. Без оглед и на сите предизвици на современото живење, ризиците, па потоа глобалните кризи кои што имаат влијание, во домен на психологијата секогаш го акцентираме несомнено најважното учество и улога на семејството во развојот на личноста и на нејзиното ментално здравје. Специјалистите велат дека ова е важна тема од секогаш, но сега е вистинско време да и се посветиме, бидејќи сите се соочуваме со нови предизвици и мораме заедно да работиме да ги надминеме. Од почетокот на пандемијата ни се промени животот на сите. Предијабет кај деца на 10, на 11. Знаете порано како научија, јас ја фатив таа генерација на медицина. Тип 2 дијабетот уште го нарекувавме, нели, адултниот, не јувенилниот, тој за возрастните. И сега сме ние во ситуација да го видиме најавата на дијабетот, да ја видиме кај 12-13 годишни дечиња. Се со овој корен на имобилизирање, на седење дома, деца што не си играат, што не трчат, односно си играат на овој начин, со телефонот. Првата последица телесната тежина, втората последица метаболното здравје и третата последица, за жал, пропаѓање на социјалните вештини и на менталното здравје кај децата. Превентивните мерки и мерките за рана интервенција се суштински за намалување на здравствените трошоци и невработеноста, како и за подобрување на здравствените резултати. Покрај тоа, исто така е битно да се подигне свеста за негативните ефекти од насилно однесување, агресијата и праксата на исклучување, особено со помош на интернетот и социјалните медиуми.